Видно расположен со насмевка на лицето во преградка на свој пријател и порака добре дојде ослободителу, бившиот командант на УЧК Блерим Рамадани слободно шета на Косово, откако завчера избега од скопскиот куќен притвор. Потврда дека е заминат од Македонија е оваа фејсбук фотографија на извесен несреча шивари од Косово. Чичко Блерим Рамадани, добре дојдовте дома во нашиот роден град. Жал ни е зашто војната и слободата на Косово ви стојат на патот. Ослободителу, вечна почит. Секогаш можеме да бидеме заедно. Слична порака испрати и Луан Јахири, подпредседателот на Организацијата на војните ветерани на УЧК. Неговата одлука за бегство е донесена откако беше објавено дека ќе биде вратен во притвор и дека може да биде екстрадиран во Србија. Тој донесе добра одлука, би го направил истото и јас. Инаку Рамадани избегал од куќниот притвор откако доушник му кажал дека полицијата се подготвува да го спакува и однесе во шутка. Одлуката Рамадани да биде спроведен во ефективен притвор ја изрекле тројца судии, откако претходно судијата Пајазит Пајазити покрај различната судска пракса од Врховниот суд на изненадување на сите реши да го испрати во куќен притвор. Рамадани не е првиот случај на лице кој го бара Србија, а да не биде екстрадиран. Првиот е во 2016, а вториот во 2019 година, кога Врховниот суд го ослободи од екстрадиционен притвор Тимор Морина, така што одлуката на судијата Пајазит Пајазити е спротивна на тоа што се нарекува судска пракса. А кој е Пајазити, тоа е истиот судија кој пред 2 дена без било што да каже, безпроговорно ја прифати спогодбата со која екс-обвинителот Иџет Мемети призна дека бил дел од коруптивна мрежа, но доби само условна казна и останува на слобода. Сомнежите дека Пајазити носи политички одлуки не се ништо ново. Претходно реши да не им одреди притвор ниту на групата која упадна во контролната кула на Скопскиот аеродром во јануари годинава, предводена од високиот функционер на ДУИ Беким Незири. За последните две одлуки на овој судија во однос на Рамадани и Мемети ќе истражува и судскиот совет, донесена е одлука да се формира комисија со цел расветлување на целиот случај. Инаку Пајазити ја извршуваше функцијата подпредседател на кривичниот суд. Рамадани беше уапсен на 17 јули на граничниот премин Јажинце по потерница од Србија поради сомнежи за злосторство во војната на Косово пред 25 години. Кривичен прво му одреди 30 дена екстрадиционен притвор, одлука која Пајазити ја смени на 1 август.